Почитувани, добар ден. Законот за двојазичност е штетен и ќе предизвика далекосежни последици по Република Македонија. Дополнителен проблем е што законот е донесен на начин на кој што се донесува е насилнички и недемократски. Доколку ваквото самоволие на власта, реализирано преку поединци, остане неказнето, огромен е ризикот преседанот во иднина да се претвори во правило. Затоа ВМРО ДПМН денеска поднесува кривични пријави против лицата Талат Джафери, Неџбели Ибраими и Мартин Костовски, поради основано сомнение дека извршиле кривични дела, злоупотреба на службена должност и овластување по член 353, злосторничко здружување по член 394 и саботажа по член 315 од КЗ. Джафери, Ибрими и Костовски свесно и со целосна умисла извршиле низа кривични дела, при што ја злоупотребиле службената положба и овластување и го загрозиле уставниот поредок и безбедноста на државата. Истите на нечесен и подмолен начин, спротивно на уставот и законите, овозможиле објавување на законот за двојазичност без подпис од председателот на Република Македонија, со што се воведува неуставна двојазичност. Власта, иако свесна дека врши противправно дејствие и дека законот за двојазичност е неуставен, факт кој беше нотиран и од председателот на Република Македонија, но и од страна на многоубројни еминентни правници и експерти, одлучи да продолжи насилнички и незаконски. Законот за двојазичност во службен весник е пратен само со подпис на Талат Джафери, што е правен преседан и целосно беззаконие, бидејќи Уставот стрикно пропишува дека указ за прогласување на закон не може да биде спроведен без подпис на председателот на Република Македонија. Джафери не можел и не смел да го испрати законот за објавување, а Ибраими во својство на техничка служба немал никакво овластување да подпише. Костовски е одговорен бидејќи не смел да објави указ за прогласување на закон без подпис на председателот. Джафери, Ибрими и Костовски извршиле свесно загрозување на уставниот поредок, бидејќи јасно е пропишана процедурата за прогласување на закон. Пријавените свесно спротивно на Уставот на Република Македонија со прогласувањето и стапувањето на сила на законот за употреба на јазиците воведуваат двојазичност на цела територија на Република Македонија, со што го рушат уставниот поредок на државата. Го повикуваме јавното обвинителство да се ослободи од политичките притисоци и веднаш да постапи по оваа кривична пријава, за да се елиминираат штетите по државата нанесени од страна токму на Джафери, Ибраими и Костовски. Во моментов, во процес на подготовка и поднесок до Уставниот суд, кој во понеделник ќе биде процесуиран, а со кој ќе побараме испитување на уставноста на законот за двојазичност, но истовремено бараме изрекување на времена мерка за стопирање на имплементацијата на законот. Незаконието мора да запре. Кршењето на Уставот не смее да стане пракса која ќе ја премолчуваме. Одговорност мора да има, затоа што оваа власт не заслужува да ја води државата. СДС мора да си замени и затоа се потребни итни и неодложни предвремени парламентарни избори. Ви благодарам.